Моето пътешествие низ руралните региони во Република Македонија ете ме донесе и во југозападниот дел на Република Македонија, поточно речено во Долненскиот рурален регион, да прошетам низ селата Слепче, Гостиражни, Стровја, Долгаец, Маргари, Зарзе, Сливје, Костинци, Секирци, Пешталево, Жабјани, Ропотово, Дебреште, Лажани, како и селото Кошино, распослани во северозападниот дел на Долненска општина, која се распостила во југозападниот дел на Пилевско поле, на самото Долненско, Кривогаштанско, Крушевско и Поречко четворомеѓие. Ете како што се вели, Господ ме донесе во ниното село на сам ден на празникот на Свети Атанасије, Александрийски летен, кој воедно е и летна панаѓурска селска слава на Косинчанци, а еве речиси 20 и кусур години преостанатите неколку семејства, заедно со некогашните жители на селото Кошино, гостите ги чекаат во истоимениот манастир Свети Атанасије, кој се наоѓа веднаш на селото, на самата слава да бидам гостин кај Боге Ѓорѓиовски, овогодишен манастирски домаќин, заедно со селскиот манастирски црковен одбор. Во селото Кошино овој пат не дојдов по мојот стар обичај, кога доаѓам во било кое село да дојдам мошне рано, во зорите, туку некаде препладне, ама да бидам искрен, не беше во вистинска смисла на зборот препладне, туку некаде помеѓу 9-10 саатот на само чеклек време, од што туку започнал денот, затоа што пред неколку години, кога бев на гости во ниното соседно село Ропотово, на летната слава Духовден, многумина кошинчанци ме поканија да го посетам и ниното село Кошино и за него да направам репортажа. Наминав не само на гости, наминав не само да бидам гостин на заслугот, не само на летната селска, туку и на манастирската слава, не само да ја дознам причината зашто ваква слава се пречекува во манастир, затоа што овој начин на прослава не само што не е вообичаен, не само во селото Кошино и во речиси сета Долненска регија, туку, драги мои, дел од оваа слава, како што е обичај, да ви доловам и вам преку објективот на нашата камера. Одека дојдов во општината Долнени, во селото Кошино. Дојдов да направам репортажа за ова село, да се видам со мештаните, да се пообетам со нив, тие да ми раскажат многу приказни за животот на нивното село. Шетајќи низ нашата убава татковина, еве денес сме на пат за едно од најубавите населени места во Пелагонискиот регион, односно во Северна Пелагонија, во населеното место Кошино. Меѓутоа, пред да кажам неколку збора за оваа прекрасна убавина, за оваа недопрена природа која што царува овде во оваа околина, би сакал да напоменам една работа, дека ние често пати, тежнејќи да ги запознаеме културно-историските споменици и природните убавини на некои соседни држави, забораваме на она што го имаме ние овде сосема блиску до нас. Во оваа пригода јас би се задржал пред се на ридско-планинските предели и на прекрасните места населени кои што се наоѓаат во овие пазуви планински, да кажам така, кои што представуваат вистинска оаза за одмор и кои што имаат прекрасна микроклима и се изворено место за сите оние кои што сакаат да уживаат и да се одмараат и да побегнат, би рекол, од комерцијалните средини и од градскиот метеж, односно од густиот сообраќај. Кон сето ова што го зборувам за овие прекрасни места, мораме да ги додадеме и прекрасните густи шуми, огромните зелени површини, ливадите, како и брзите реки и потоци кои што течат овде во овие краишта и кои што му даваат посебна убавина на овој крај. Во селските средини има многу работи кои што воодушевуваат, јас само би споменал некои. Имено цепењето на дрва,
мирисот на искосената трева, збирањето на печурки, слушањето на цвркотот на птиците од сите страни се само дел од многуте работи кои што ја дополнуваат идиличната слика за селскиот живот и за селската идила. Населеното место Кошино, реков, едно од најубавите места во овој дел на Пелагонија, и тоа плени со својата убавина поради неговата местоположба, меѓутоа и поради неговата сплотеност со околните планини. Минувајќи овде, по овие патишта, по оваа околина, ќе бидете воодушевени од опојниот мирис на растителниот свет кој што владее овде. Се разбира дека сето ова можат да го доживеат само оние кои што ќе допатуваат во овие простори, во овие средини. Шетајќи, како што реков, низ овие населени места, ние можеме да се увериме во овој рај кој што владее овде и самите ние ќе се увериме дека нашата земја има изворени идеални можности за развој како на селскиот, така и на алтернативниот туризам. Нашите села, нашите населени места се опеани во многу народни песни, како по своите природни убавини, така и по своето славно, револуционерно, историско минато. Во овие села, во овие населени места се родени, израснале и станале видни луѓе, многу личности, меѓутоа имаме многу славни војводи и револуционери кои што ги дале своите млади животи за ослободување на ова парче земја од поробувачите и биле основоположници на ова денес што имаме слободна и независна Република Македонија. Покрај ова, во селските средини има многу поети, многу писатели кои што добиле посебна мотивација и инспирација, кои што напишале илјадници стихови, кои што напишале многу бројни редови, да кажам така, меѓутоа и сликарите многу поуспешно баратаат и играат, да кажам, со своите четки во оваа прекрасна селска идила. Чистиот воздух, природните убавини и автентичната традиционална архитектура која што ја има во овие населени места е вистински магнет за туристите кои што ќе најдат време и сили да дојдат во овој крај и да уживаат во овие убавини. Многу мина од луѓето ќе кажат дека селото нема некои предности кои што ги има градската средина. Меѓутоа не е мал бројот на луѓето кои што сакаат да уживаат во мир и тишина, а такво нешто може да понуди само селската идила и селската убавина. Дојдов и во ова село да прошетам низ него, да ги надополнам моите сознанија за ова село во кое што се случиле значајни настани за македонската историја, кои датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот, илинденскиот период, младотурскиот, Првата и Втората Балканска војна, Првата светска војна, народно-ослободителната борба и за денешното наше современие. Ова е село Кошино. Прво било некогаш град, го тепала чумата и степала луѓето. А ова село народот живел во кошари, бела земја спрема Борино. По ги степала чумата, градот се населиле отаде фамилиите. Неко фамилија отишла Тушево, неко овде така. Потоа овдека поживееле, имало и манастири, цркви, али во премената на политиката, за да се не знаето тие македонско име, и потуркале манастирите и напротив една црква турнале. Имало 3 манастири. Богоројца и сегашно име Панадија, еден манастир во Лачковица, Световраче, и еден манастир Свети Атанас. И денеска слава што му е на селото. Јас ко бев
Predsjednik na mesna zajednica беше 88 domaćinstva со kući, familiji podeljeni sinovi po trojca, sekoj da ima kućače. I сега dojdovne do 28 kući. Наред дојде и селото Кошино, мештаните да ми го раскажат менатото за нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања и различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам делот непорекливата драгоцена слика за Кошино низ времето. Кошино се граничи со Дебресте, Лажани, Борино, Сажо, с оваа страна. Ами побего у старите времени на моје знање тутун не се садеше. 91 година имам ко бев, вака како дете се за да знаете од 3 години. Тутун не се садеше, само со жито, пшеница, рж и царевка. Порано на пазар каде одевте, со што одевте? А? На пазар каде одевте порано? На пазар само брод, таму не беше како стрес и почeo одањето му беше Крушево. Зато сат и пол и два има доприле 5 сати. Овдека во соседново село Дебресте имаше порано пазар? Имаше од на моје знање запамтено на пазар одеше. Мајка ми кој заводев, колку да мом додам, со она ме водеше и нашите стари мас, чува стока, еве го бутинот и вонајот. По 2 пати на ден обавезно со ѓеранче матеше. Наред дојде селото Кошино, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам делот непорекливата драгоцена слика за Кошино низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите кошиничанци, по раѓење или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот. Јас се викам Димески Цветан. Татко ми се викаше Ристе. Дедо ми се викаше Диве. Мајка ми се викаше Благуња. Роден сум 41 година. Па 76 си направи 31 март. Сега му метало пензичката и чувам 2-3 крави и тутун не сада. Комши немам оцем Снежа овде, сестра му на Богета. Се ожени на 17,5 години. Така. Судски жената преведив. Како ја преведи судски жената? Па бев 5 месеци не ме ваќаше да ја регистрирам. Така. И бев принет, подпиша лекарите и оттука право наступ, отсуд, кај матичен лекар во Дебресте. Како си изведе со свадба? Со свадба, Со сите адети, ја? со сите адете. Како ти се вика домаќинкава? Дара се викат, Од кај ти е земена? од селце Крушевско. И што те наведе мака да дојди до селце доми? И па така ми излага. Рече, дека си родом од? Од Крушевско село. Од Крушевско село. Си била ли во селото таму? А? Си била ли во... Сега за сега немам паѓа. Так. Немам Кој паѓа. е пубаво место?
Кошино или селце? Ами да ти кажам, во моето време беше поарно селце, беше многу весело село. Така. И има брат, свират, секој празник се собираат сред село едно друго, се убаво друштво, си бевне весели, разиграни и така натаму. За да дознаам дел од историјата на селото Кошино, мештаните од ова село ми предложија репортажава за нивното село да ја започнам од самото сред село, од каде што сите селски сокачења и пачења започнуваат и одат кон сред селото. Потоа приказната да ја продолжам во горната и долната мала со селската црква Свети Никола, а така да речам една од многуте приказни во оваа репортажа за селото Кошино да биде летната манастирска прослава посветена на Свети Атанасија Летен, а воедно како составен дел на оваа репортажа за селото Кошино да биде и приказната за денешново наше современие. Почитувани мои, нивната препорака со задоволство ја прифатив, само така да речам со еден мал предуслов, оваа репортажа за нивното село Кошино заеднички да ја направиме, каде што на оваа моја мала забелешка ми велеа. Секаде ќе те прошетаме, секоја педа земја од нашево село ќе ти ја покажеме, се ќе ти раскажеме, се што било и не било, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домаќини сме, како по старо време, така и до ден денешен кај нас овде во нашево село Кошино. Добар ден. Добар ден! Што правите, како сте? Арнот, Бога сполајмо. Ај, само години ден. Нека се години. На повесели, порадошни да видиме. Кај му е тргна? Докај газда во дека. На лав муабет. Да се видиме како сме, што сме. Што години имаш? 74. Ке служи здравието? Абе кога како? Со кого живееш дома? Со Стапчево. Бабичката кај ти е? Замина. Пред колку години? Година и пол. Година, од ке ти беше земена? Од село Селце. Од селце, а? Ушеско. Така. Да. Значи сега дојде овде кај домаќинов на лав муабет, а? Ала муабе тука со него си ги имаме. Така. Да се видиме. Те крепи здравието? Абе со Стапчо се крепиме. Така. Инаку што правиме, без Стапчо не оди работа. Вака сега што поработуваш дома, да речеме во години? Во години бе, кога како? Так. Абе мора нешто да буцкаме, нема Так. скаде друго место. Так. Кромиче, лукче, па слично ќе тебе се насади. Садиме кромиче, лукче, тутунче, од се по нешто. Така. Пути ако не садиме нема откаде. Што вика старите, долг е живото, така? Толку е животот, а без ништо не може да се живее. Лука ми е од прва братуча, јас сум Вујко. Нека ве сте здрави и живи двајцата. Вико ми е, и затоа се поднацираме. По пријатски магаре. Сега ако не се... Ај, биела. Шегата останате од Бога од памтивека па и денешка, така? Слушај, ако не настраниме, не може да се насмееме. Тоа е. И си ја почнавме така да речам прошетката ни целиот татар на селото Кошино, а како што се движевме, така приказните кои ми ги раскажуваа моите домаќини се редеа редум. Шетајќи низ ова татарско место Кошино, селото кај што ја се подсетив на бившото време, некогаш малку сум бил и се виреј живото на селото Кошино и натаму, подсеќавајќи на овие животни гнезда овде кај што виреат и живеат, остануваа успомени натаму. Првпат селото Кошино, како во устните преданија, така и во пишаните и материјалните документи и артефакти, во вистинска смисла на зборот,
се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10. век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1331 година, царот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година за Слепченскиот манастир. Првите пишени податоци за селото Кошино се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467 и 1468 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Кошино со 50 џизе хаета, односно домаќинства со еден неженет и 7 вдовици. Кошино е запишано и во пописниот дефтер од 1554 и 1555 година, каде што во селото живееле 78 рисијански семејства. Почитувани мои, колку ми се радуваше душата што и јас бев дел од многовековната прослава на селската летна и воедно и манастирска слава на селото Кошино, Свети Атанасије, кога онака по стар адет и обичај на чело со клисарот, а по него селскиот поп и јас заедно со нив, како пред многу векови во предпладневите часови влеговме речиси во секоја куќа, во која, како што се вели, се уште чадеше оджакот, каде што селскиот поп, по стар обичај и адет, со утринска богослужба, молитва со црвено вино и босилек, ги осветуваше селските славски панајģии и вода со благослов на секој семејство, Господ да му даде здравие, живот и беричет. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородица, помагај нас. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородица, помагај нас. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородица, помагај нас. Бакни го лепчет. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј не. За многу години на помош, с радост Атанасен. Почитувани мои, колку ми се радуваше душата што јас бев дел од многовековната слава на селото Кошино, Свети Атанасије, а воедно и манастирска, чиј манастирски двор беше благослови достојание Твое. Победи всем православным христијаном нашим, нас опротивнија дарујај. И Твоей сохраняй крестом Твоим жителство. А Ты, мученицы же добре страдалчествовавше и венчавшеся, молите яку Господу, помиловати як душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом, мучеником радование, и же проповед. Христос посре нас. Христос посре нас. Јас сум Боге Ѓорѓиовски, роден 2.1.1964 во селото Кошино и традиција ни беше Свети Атанас, летен панаѓер на цело село. Еве и манастир почнавме, стара традиција, некогаш постаел стар манастир, тука бил рушен, па сега го обновуваме 5-16 години. Тука некаде еви за кумој се пријавуваме, јас сум годинава, Лани беа други, Аце некој таму, сега нови се кире некој.
нека се здрави и живи сите, собираме народа, да се почестиме, да се видиме за добро. И натамо прикануваме и в година, ако ќе почествуваме да дојде народ, да види каде е нашето село, меѓу некои други околу нас села. Хубаво село ни е. Рече дека си од Кошино, од кој род си, од кое семејство? Јас сум од Мирчевци. Ајде вака малку да се причати за твојата младост, за твоето детство, кога овдека селото вриеше народ, каде што секој сокаче, секој Овде имаше 120 куќи, преку 300 души народ да живеат. Постепено исчезнаа народот. Овде по 20 волови, дзевгари, пасевне во времето малечки кобевне, дори растевне. После почнеме да учиме и сите заминавне по своји животи натаму, по своји патишта, девамо детамо. Останаа сега помалце 40 на куќи, 100 души ако има во селото уште. Што те враќа вака да намениш во родниот крај, да прочиташ? Роден крај, природата, тутуно сите работи тука многу успева. Житарицата се има интересно, стока едно друго и самата клима. И се радува ли душата кога ќе прочиташ, кога ќе дојдеш во твојата родна? Па една недела има пумпање на системот на душата. И една порака, дали е добро до сите наши македонци по потекло од село каде да се наоѓаат? Од секаде кај да се наоѓаат да дојда во нашето село во Кошино присутни да биде Свети Атанас Летен на манастирчето. Нека е денот за новогодини да се Фала, да се здрави живи сите, Бог на помош да ни биде. За убаво да биде. Еве Чико Бранко, денес дека се наоѓаме во селото Кошино на празникот на Светиот Атанасије. Ај кажи ми од каде си родом ти? Јас сум родом од село Рилево. Колку е далеко од Кошино? Па сигурно ако не појчке едно 2-13 километра. Од кое семејство си од Рилево? Од Ропановци, од Ѓорета. Овдека еве во село престојам кладена и ми рекоа дека од Ропановци овдека имаат мажено. Да, на татка сестра во Кошино е овдека на Ѓорета, на Богета му е баба. Како се викаше? Трајанка се викаше, тетка ми. Те служи здравието? Па средно, према годињето арно. Бабичката ти е жива? Жива е. Од кај ти е земена таја? Од Слепче. Пред колку години си седовте? Па, еве, 58 година. Со свадба е зедовне. Иначе побргу не оставаа старите инаку. Кај ќе ни рече, отаде земавне. Мене татко ми рече, отаде ќе се жениш и готово, така беше. Дали ти се радува душата што е полно народ овдека? Па ми се радува и тоа прерадува, да ти кажам. И се осеќам јако весел, оти сум се смешал во народ. Кај нас нема и селено е скоро. Селото нема со кого муабет салам да направиш. Нека е денот за многу години. За многу години денот и до година вака да се веселиме. Речем празник за многу години. Може ли да се сетиш како беше на времето кога во сабота навечер ќе се вратите од полето и ќе одите во неделата на корзо? Беше ли препълно корзото во селото? Имаше селско корзо така по портите, од порта до порта вака по малата. Си дружевне генерациите и по старите и младите. Многу единствени, многу сакани, многу умилени и така. На Средсело? На Средсело, неверојатно Средсело. Ја го запамтив Средсело прво ко беше само свиреа тога гајди. Башка жените, башка мажите, па после таму тоа се поизмена, па излего кларинетите, па после почнем да се мешаме со и машки и женски. Една порака до сите твои соселани кои се селени, дали е добро да си дојдат во твоето родно место, да видат каде се родени нивните родители, дедовци, баби? Ја им препорачувам во секој ден да дојдат, во секој ден. Од ова село по убо и по природно немало никој пат. Некој е ден од години, зубаво заедно да се гледаме. Фала, здрав и жив. Почитувани мои, навистина не ми се напушташе селото Кошино, не ми се напушташе летната слава Свети Атанасије, затоа што врволицата од народ која водеше кон манастирот Свети Атанасије беше се поголема и поголема, но морав да се заминам од селото Кошино, да ги оставам моите домајкини, кошинчанци, да се ја празнуваат нивната многовековна селска летна слава, со едно ветување дека пак ќе го посетам нивното село Кошино, само Свети Атанасије на сите нам здравје бериче да ни даде.